Пријателите можеш да ги бираш, но соседите не можеш. Оваа стара позната констатација е веројатно многу пати повторена, но на неа одново се навраќаме секогаш кога некој од македонските соседи ќе тргне во некаква офанзива или заради други политички констелации ќе реши дека е подобро да ги заостри односите со државава. И таман помисливме дека по договорот за добрососедство со Бугарија и преспанскиот со Грција решаваме две значајни точки: отровни стрели повторно. По изјавите на контроверзниот бугарски министр за одбрана Каракачанов, што е неговиот мотив? Зошто Софија не се оградува? Зошто пак Кодзијас му се налути на премиерот Заев? Како Бугарија и Грција го сваќаат пријателството со Македонија? Како понижена страна или како рамноправен партнер? Вечерва во 24 отворено на оваа тема разговараме со председателите на комисиите за надминување на разликите со Бугарија и со Грција. Тоа се историчарот Драги Ѓорѓиев. Добра вечер, добре дојдовте во студиото на 24 отворено. И дипломатот Виктор Габер. Добра вечер и за вас. Добре дојдовте во 24 отворено. Политичкиот аналитичар, веќе така би можел да ве представам, Јулистана Марковска, исто така еден од нашите редовни гости. Ѓорѓиев, ќе почнеме веднаш со она што е најактуелно деновиве во однос на изјавите на Каракачанов. Сите ја знаеме неговата историја. Меѓутоа доаѓа во време кога навистина многумина помислија дека целата таа тензија треба да спласнува, а не одново да се разгорува. Знам дека не сте политичар, но предпоставувам дека во овие изјави препознавате политика. Поинаку и не можем да ја толкувам, да ги толкувам тие изјави на Каракачанов. Иако се навистина изненадување, бидејќи од македонска страна немаше никаква изјава, ниту нешто во контекст на тоа што го коментираше Каракачанов, и поинаку не можем да гледаме освен како на политичка изјава која служи за внатрешни употреби. Колку е несмасна изјавата, ќе кажам само дека во неговата изјава има една неточна информација. Тој спомна дека комисијата, заедничката комисија меѓу Бугарија и Македонија работи година и пол, меѓутоа таа комисија работи помалку од 6 месеци. Значи не започна кога беше потпишан договорот, туку беше формирана во јуни, првиот состанок беше во јули, така да помалку од 5 месеци работи таа комисија. Веќе е состаната 3 пати, колку што знам. 3 пати до сега имавме, да. Но уште нешто, на оваа изјава не се надоврза, може би дојде паралелно и изјавата на министерката за надворешни работи Екатерина Захариева, која исто така рече дека до сега имаше, вели, 3 средби и некои генерални позиции веќе треба да ги видиме, особено, вели, кога имаме автентични документи и автобиографии, а вели ние до сега немаме никаков резултат од работењето, што повторно ја става на маса. Во многу помека варијанта се разбира оваа изјава од она на Каракачанов, но отвара дилеми. Повторно тоа е една политичка изјава. Ако некој мисли дека сите историски проблеми не само меѓу Македонија и Бугарија можат да се решат со извори кои постојат, кои се знаат и кои се објавени, и само користењето на тие извори без толкување, ако сметат дека така можат да се решат проблемите меѓу Македонија и Бугарија, тогаш не е потребно да имаме комисии. Тогаш политичарите нека ги земат работите во своји раце. Сите извори се објавени, не е тајна ниту еден извор во однос на тоа и што го изјавува Ковачев дека Парличев изјавил дека е бугарин, дека цар Самуил е бугарски цар. Сите тие извори се објавени, се знаат и може да ги земат политичарите изворите, да кажат еве вака пишува во овој извор и ние ќе судиме така. Меѓутоа не е така. Историјата бара толкување на изворите. Она што денес изгледа од аспект на идентитетите, не може априори да се примени на 1000 години наназад кога постоело Самоиловото царство. Затоа потребно е толкување на изворите за да се дојде до одреден заклучок, одредна формулација за надминување на спорот меѓу Македонија и Бугарија, например, за цар Самуил. Затоа тоа е една политичка изјава во која гледам и извесен дури и притисок врз Македонија за да што побрзо донесе некои решенија кои би били избрзани по мене и не академски.
Благодарам за сега. Тука ќе го вклучиме господинот Николај Крстев од Bloomberg телевизија од Бугарија, инаку наш колега, новинар кој што ги следи овие состојби. Крстев, добра вечер за вас. Година и 8 месеци, ако не се лажам. Мака по-прецизно. Тоа да го споредувате со 11 години... Крстев, добра вечер, уште еднаш велам. Добро, го чекаме тонот во студиото. Во ред ќе дојде, тука е на линија Крстев, ќе го уклучиме за да ни го каже изворното бугарско толкување на тоа што деновиве се случува во Бугарија. Во меѓувреме, Марковска, сведоци сме на тоа што се случува. Претпоставувам дека политичкиот контекст несомнено е најсилен, но зошто токму сега? Па, токму заради тоа што во моментот во Бугарија се случува еден сериозен финансиски скандал во кој што е вклучен и самиот Каракачанов, односно и посредно и Министерката за надворешни работи, и сосема се согласувам дека тоа е повеќе за внатрешна употреба во Бугарија отколку за некоја сериозна меѓународна политика, посебно во контекст на развивање на пријателството меѓу Република Македонија. Но зошто секогаш се одбира да токму Македонија за покривање на некои други ситуации, ако е така како што велите? Да не заборавиме дека целокупната своја политичка кариера и Каракачанов и неговата партија изградија токму на релација на ВМРО и на Македонија. Така да во овој момент дефокусирање на јавноста ќе биде на враќање на старите тези кои што беа пред 50 години, бугарите постојано да замислуваат дека во Македонија се нивните изгубени браќа и сестри, а ние пак воспитани во духот на социјализмот да ги мразиме бугарите како најголеми непријатели. Тоа не води кон добро и токму заради тоа се потпиша овој договор за меѓусоседска соработка и за пријателство меѓу Република Македонија и Република Бугарија, и сметам дека ќе има домекнување на ставовите, посебно заради тоа што нас историјата ниту во политиката, а посебно во еднината не може да не води. Историјата секогаш ја попишувале победниците, ја пишувале во некој одреден временски период кој што служел за тие дневно политички потреби, не и денеска, и имаше еден период, една сериозна иницијатива за правење на балкански учебници кои што би биле со заедничка историја, да не заборавиме дека Балканот од секогаш бил буре барут во кој што имале испреплетени настани со различни луѓе, со различни изјаснувања, секој секого присвојувал подредени настани, одредени посебно значајни луѓе за тој историски период, и мислам дека младите се неоптеретени, дека овие комисии кои што повеќе ќе пристапат од технички аспект или можеби ако сакаме и од еден аспект на еднината, нема да гледаме на историја како што порано сме ја викале учителка на животот, не ја само ќе ја запознаваме, меѓутоа нема да биде и некој наш темелен столб врз основа на кој ќе ги градиме нашите понатамошни релации. Благодарам. Габер, дали можеби покровителите на овој договор, Заев и Борисов, малку подзаборавија на неговата имплементација или оставија текот на работите да си го чини своето, а кога кај нас тоа ќе се подостави, се чини дека работите избегаат од контрола? Па сега дали да почнеме со Каракачанов или да почнеме од премиерите. Она што премиерите го внесува во нашите билатерални односи представува навистина една новина, не само за нашите билатерални односи, туку за регионот. Еден беневолентен пристап кон проблемите кои што со векови, да кажеме, постоеле, на идентификација, мешање, заедничка историја, црква и така натаму. И во еден период кога веќе толку години, 70 и толку, се стабилизира една држава врз основа на формирана нација и која што треба да го најде својот пат да биде равноправна, почитувана, со достоинство земја во светски размери. Ликови како Каракачанов, кој што ќе ја даде она изјава, а воедно ќе каже дека тоа не значи дека тоа е владина политика, може да разберете дека е несфатливо за еден сериозен политичар. Он и онака не е дел од тие бугарски патриоти, како се вика Обединети патриоти, туку е копреседател заради неговите проценти кои што ги има таму во нивниот изборен систем, односно дел од владата.
Релативно висока позиција му е дадена, затоа што сепак во нашиве општества во Балканот национализмот си игра своја улога и се уште има влијание на сите нас, да кажам. И нормално е кога сакаме да градиме едно општество граѓанско, каде што сите се обидуваме да одиме напред, во ние рамки на некои европски вредности што ни налага на некој начин Европската Унија, која што ни е крајна цел, а они се веќе таму, корекциите више не се можни. Така да овие се по мене последни издишувања на овој политички план за собствена афирмација, но и, морам да додадам, и пред изборите кои што се во мај, европските избори. Значи, сите си ги мерат силите на внатрешен план, како што кажа и господинот Драги Георгиев. И затоа велам дека ове се минливи работи кои што само ги отежнуваат односите. Тоа е точно дека доаѓаат во непријатен момент, кога и ние имаме и на едната и на другата страна разговори за надминување на одредени состојби кои што се наталожиле врз ова парче земја Македонија, што ја викаме, и што ни е држава, и што ни е нација. И затоа велам дека бугарската страна имаше поголем период за да дојде до поефикасни резултати во надминување на тие историски теми, односно согласно на приоѓање кон анализа на тие историски теми. Така, ја го гледам како еден чисто политички гест и не верувам дека ќе има некои подолгорочни прашањето е сега, еве господине импликации. Господине Ѓорѓиев, прашањето е сега, дали овие политички изјави, процеси кои што се случуваат, можат во многу нешто да наштетат на процесот кој што би го работеле комисиите? Бидејќи на крајот таму резултати мора да има. Договорот е таков каков што е. Како ќе бидат? Веројатно ќе видиме и ќе поразговараме во текот на емисијата на кој начин тие би резултирале, но дали штетат на самиот процес? Па, добро. Сигурно тоа е еден притисок врз комисиите, такви изјави создаваат чувство непријатност. Иако мене ми е драго што нема такви изјави од академската фела во Бугарија. Постојат и таму, се разбира, како и тука, кругови кои не се согласуваат со тие разговори на комисијата. Меѓутоа, нема таков напад од страна на академската фела. Кога би дошол, например, таква изјава од официјална позиција, бидејќи Каракачанов тој е министер во владата, меѓутоа го кажува повеќе од партиска позиција. Кога би дошла таква изјава од владата на Бугарија, тогаш би била посериозно, можеби, за погодена работата на комисијата. Меѓутоа, овој не мислам дека ова изјава на Каракачанов, тие изјави не мислам дека ќе предизвикаат поголема некоја вознемиреност меѓу членовите на комисиите. Ние комуницираме. Може ли да ви кажете како изгледа една седница на таа комисија, вака во кратки црти, кога ќе седнете и кога разговарате за одреден историски настан? На каков тон се води разговорот? Колку е пријателски, колку навистина сакате да најдете заеднички став, заедничко решение? Разговорите се навистина коректни и професионални. Не сме имале до сега, да кажам, некое дури повишување на тон, бидејќи и од оваа страна и од наша и од нивна страна седат универзитетски професори, академски граѓани кои се однесуваат според професијата што ја представуваат. Предходно се разбира, ние утврдуваме дневен ред, зашто ќе расправаме, доаѓаме подготвени на тие седници. Ако треба, подготвуваме и текстови кои ги разменуваме на самата седница, па потоа ги анализираме текстовите, ние нивните, тие нашите, се согласуваме со нешто, не се согласуваме и на тој начин се трудиме да дојдеме до одредена формулација, како што беа формулациите, например, за Кирил и Методија и Григор Парличев, дека е потребно да бидат славени од двете држави и тие формулации се неутрални, ненационални формулации во кои нема потреба да се изразува посесивност врз таа личност од било која страна. Така да тие состаноци се подготвени однапред детално, со дневни редови, со материјали и затоа можеби нивната работа оди барем за сега коректно и професионално. Сакам да прашам дали некој таму се однесува или сака да се однесува како да овој договор треба да представува еден диктат врз Македонија. Ќе го направите ова
или воспротивно, нели, политички ќе ве блокираме ваму или таму? Не, од страна на членовите на позиција до сега немало таков став. Некои политички изјави, мислам, меѓу редови на овие последните изјави, може да се прочита тоа апсолутно. Меѓутоа, членовите на комисијата, колегите се коректни околу тоа и може би во почетокот, па дури и сега, може би во бугарското општество постои едно чувство на триумфализам, дека сега е моментот да се на македонците да им се докаже дека ти имат такви и такви историја, дека они се несознаени, нели, наши сонародници. И може би во одредени кругови тој триумфализам се уште постои. Меѓутоа, кај нашите колеги со кои соработуваме, не. Апсолутно се изворедно коректни состаноците и овде и во Софија. Да, Марковски, истото прашање. Веројатно некој во Бугарија смета дека тоа е шансата која што треба да се искористи за конечно да се стави некаква посилна точка на поврзување меѓу двата народи. Односно, тоа е она што може би делови од бугарското општество го сакаат, дека тоа станува збор за две држави со еден народ. Мислите ли дека постојат такви ретроградни сили во Бугарија кои што би биле доволно силни да лобираат за вакво нешто? Па јас сметам дека не постојат. Согласувам во делот со ова што зборувавте за историјата, за техничкиот дел за усогласување, меѓутоа за мене императив можеби на некој иден балкански проект, бидејќи сите или барем европски проект во кој што би учествували историчарите на сите земји, наметнува потребата од градење на заеднички балкански учебници за историјата на ова подневје комплетно. Да не заборавиме дека ова не е само проблем кој што го има Македонија со Бугарија или со Грција, Албанија или со Србија, можеби понатаму со црквата. Тоа е проблем што го имаат сите земји кои што живееле на ова подрачје на бивша Југославија, па ако сакате пошироко и од бивша Југославија. И тука имаме одредени мали подметнувања секогаш кога една соседна земја треба да биде членка на Европската унија, да прашања кои што тлееле со години бидат решени во тие предпристапни или пристапни договори пред Европската унија. Тоа во моментов го имаме и меѓу земјите, и меѓу Хрватска и меѓу Словенија, и тоа не е само наш ексклузивитет. Меѓутоа, одењето на некои понеутрални формулации во учебниците, кои што нема да имаат никаков посесивен карактер и присвојување, дали на одредени историски личности или на одредени историски настани, па ако сакате и нивно заедничко одбележување, навистина водат кон еден заеднички прогрес на целиот Балкан. Оти ние не можеме да живееме закопани во нашите ровови. Повторно велам, победниците ги пишувале. Што се случувале во тоа време ние не знаеме. Било пишувано во еден одреден историски контекст, а сега разгледувано во сосема ново време и од нови генерации кои што не сакаат да се занимаваат со историја. Тие сакаат да бидат европски граѓани. Само да дополнам, јас пред 10 години беа направени такви учебници. Да. Меѓу Бугарија, Грција, Македонија, Албанија. И тоа квалитетни, како не учебници, помошни средства, кои требаше да влезат во системот на образование во сите 4 држави и кои нудеа материјал за одреден настан мултиперспективност. Так. Да се видат различните перспективи, меѓутоа државите, односно владите, не се согласија да влезат во образовниот систем и тие учебници, за жалост, помагало, остана на страна. А беа навистина квалитетни. Па јас се надевам на добрата волја која што во овој момент постои меѓу владите на сите држави, ако веќе сите имаме интенција да влеземе во Европската унија, да таквите учебници се наметнат како императив понатаму, бидејќи нема потреба да ги труеме нашите односи со сите соседи со било какви оставштини од минатото. Ние не сме луѓе без историја, меѓутоа од историја и од географија не можеме да живееме. Само ако може во овој контекст, разлика помеѓу ова што го кажа господинот Георгиев и овие две комисии е во тоа што владите презема обврска. Така да заклучоците, односно препораките што ќе произлезат од овие комисии, веќе одат на повисоко ниво, на владино ниво. Тоа се вика совет за соработка. Тоа значи дека ако таму тргна од, да кажеме, од основата, од научниците, од оние што се стварно повикани да ги толкуваат настаните во минатото или личности кои придонеле за некаков развој во историјата,
Сега овдека се види дека политиката, која што е многу влијателна, инсистира на тоа да се надминат овие состојби. Тие состојби сметаат на нивниот развој. Не е само Македонија заинтересирана за надминување. Има и во нашите соседи средини кои што велат, па до кога вака? Разбирате, и сега, ако овој момент не го искористиме каде што постои беневолентност и во Бугарија, и во Грција, за надминување на овие работи кои што ги користи, повторно ќе кажам, таа средина националистичка која што на тоа го гради својот политички имидж, општествен имидж, кариера, напредок, разбирате? Добро, но тоа се сепак министри. Извините, Каракачанов е Каракачанов е сепак министар. Ние не можеме да ја минимизираме таа улога. А изјавите и негови, па и на Захариева, доаѓаат во време кога во Македонија треба да се гласаат и уставните промени. Постои ли нешто можеби тука за кое што ние сега можеме само да предпоставуваме? Само да додадам. Ако сум ја формиран вака, ви онака, Каракачанов е формиран како обавештаец. Он е член на, се знае, на безбедносните служби. И така се формирал. Он не може да го вие сега да го пресликате во моја или во ваша улога. Разбирате? Така да, он кога дошол више на политичкиот ниво, он веќе има кој себе еден багаж кој што не може да ослободи. На крајот на крајшто, ако сакате историчарите, цела кариера ја граделе на, да кажеме, македонско прашање или развојот на голема Бугарија, Сан Стефанска и слично. Разбирате, ние сега се наоѓаме во ситуација каде што владите велат, прекинете, дајте, више седнете, толкувајте, како што вели господинот Георгиев, толкувајте историјата во еден прогресивен, во еден иден развој на односите меѓу нашите две земји или три земји. Марковска, за Каракачанов сакавте да... Да, сакав да кажам дека не само Каракачанов, во секоја една политика постојат јастреби. И на таа јастребска политика тие градат своја кариера. Така да господинот Каракачанов е еден од нив, меѓутоа јас би се плашила кога неговото влијание би било огромно, односно мнозинството кое што го поддржува таму би било огромно, тоа значи дека веќе има еден политички легитимитет. За среќа наша, меѓутоа и за среќа на бугарскиот народ, кој што сака да има добри релации и пријателски и кој што сака да биде во една заедничка Европска унија, истото се однесува и на нашите соседи во Грција, сметам дека тоа се сепак поединци. Многу би била голема штета да вие имате радикални партии кои што имаат над 180, над 100.000 членови. Тоа е веќе сериозен историски багаж и, ако сакате, историски процес кој што таму имаат, црпат легитимитет луѓе. Меѓутоа, таму се тоа поединци од 2, 3, 5 на 10 кои што може да добијат и сериозни политички функции, токму заради нашите балкански односи во кои што тие мали партии понекогаш придонесуваат да се направат соодветни владени коалиции. Меѓутоа, јас не го слушнав мислењето на господинот Бојко Борисов, кој што исклучително пријателски е настроен како премиер на соседна Бугарија кон Македонија, кон македонскиот народ и кон она што беше потпишано како договор. Што значи, сепак неговата изјава можеби доаѓа во погрешно време, можеби нашиот народ ја сваќа, ете, од сите страни сме сардисани, што би рекла. Да, има многу противници на договорот, веројатно, како што е и нормално и очекувано, и веројатно сега е тоа еден аргумент во нивните раце каде што ќе речат, ете, тоа што го зборувавме е така како што ви рековме. Бугарија сака да ни ја смени историјата целосно. Не знам. Јас сакам да потенцирам тоа неколку пати, често и трае, дека комисиите ќе ја менуваат историјата. Комисиите се формирани да ги подобрат учебниците по историја. Комисиите нема да диктираат како да се пишува историјата. Секој професионален историчар и во Македонија и во Бугарија ќе пишува онака како што мисли според својата собствена етика, морал, а не онака како што ќе му каже комисија. Тоа нема таков мандат комисијата и затоа тоа треба да биде јасно за сите оние кои, ете, по социјалните мрежи јас гледам, пишуваат готово избришена е историјата македонска, ќе диктира Бугарија. Апсолутно историографијата останува нечепната. Никој на моите колеги во Институт за национална историја нема да им каже од сега натаму вака ќе пишуваш ти за Гоце Делчев или за било кој проблем. Да, но во учебниците ќе треба да се направи еден, да речам, рекомпонирање во однос на тоа што овие комисии би го утврдиле. Абсолютно. Така, например, што ќе пишува чиј цар е цар само? Тоа е едно од најабсурдните прашања, чиј цар е цар Самуил, или во декември, например, имаше наслови во медиумите, ќе се знае чиј е Самуил. Самуил е
цар на Самуилова држава која постоела пред 1000 години. И не може од денесен аспект ние на него да му дадеме националност и да кажеме тој е македонец или бугарин. Тоа е неприфатливо во современата историска наука. Нашиот идентитет не може ние да го проектираме 1000 години наназад, ниту бугарскиот. Етнонимот бугарин не значи исто сега и не значи тоа што значил пред 1000 години. Значи, Самуиловата држава, да, таа како држава го наследува бугарската царска традиција на првото бугарско царство. Меѓутоа, тоа е држава која е создадена на оваа територија и чиј цар е Самуил, кој не е директно поврзан со династијата на Борис, на Петар, на Симеон. Затоа и македонците имат право да ја слават таа држава чие седиште било тука, но и бугарите, бидејќи царска традиција зима од таму таа држава. И сега, уште повеќе ако кажеме дека има теорија која не мора и да е точна, дека тој бил етнички ерменец. Значи не може ние да кажеме дека тој е бугарин или македонец. Тоа е абсурдно, тоа е несериозно на тој начин да се одговори на тоа прашање. Дали, например, тоа што ќе се утврди и што ќе се напише, тоа ќе биде на паритетна основа, ќе биде напишано и во македонските учебници и во бугарските учебници, еве за 600 оделение по историја, и таа лекција за цар Самуил ќе изгледа идентично и во двата учебника? Не мора да изгледа идентично, меѓутоа ќе се направи обид сега. Тоа е се уште во фаза на обработка, на анализа, да се избегне национализирањето по секоја цена на Самуил. Дека тој бил македонски цар или бил бугарски цар и дека сите во тоа царство биле бугари. Тие се некои работи околу кои ние ќе пробаме да најдеме решение. Тие се несомнено многу сериозни и тешки, бидејќи така е 50-60 години пишувано и во учебниците и во историографијата, меѓутоа во крајна линија постои, ќе спомнам, таа алатка повторно мултиперспективност. Може да ја дадеме таа варијанта, може да ја дадеме таа варијанта. Во таа историографија е вака, во оваа историографија е вака. Поученикот може и сам да донесе некои заклучоци. Значи, има можности, постојат можности. Така креативно толкување на историјата, би рекле некои политичари. Тука да направиме уште еден обид, сега повторно додиме во Софија. Господине Крстев, добра вечер за вас. Добра вечер, јавам се да ме чувате добре. Да, сега е одлично. Се радувам дека воспоставивме контакт. Може би слушнавте дел од дебатата тука. Много интересно е при вас в Македонија и във вашето студио на телевизија 24. Наистина имате един жив дебат. Да, ви благодарам. Она што сакаме да ве прашаме вас, овие денови во Бугарија слушнавме изјави на повеќемина политичари кои што се однесуваат на темата во однос на договорот помеѓу Македонија и Бугарија, особено во делот на работата на комисиите за историско-образовните комисии. Како се толкуваат во бугарското општество овие изјави на Красимир Каракачанов и воопшто како вие ги толкувате? Трябва да знаете, че изявлението на господин Каракачанов има вътрешно-политически акцент. То е свързано с ситуацията в България, подготовката за европейските избори, които ще бъдат през месец май следващата година, и ВМРО иска да получи добра възможност да се представи на европейските избори. Те и до сега имаха един депутат, искат да запазят своето присъствие в Европейският парламент. Трябва да приемате в Република Македония изявлението на господин Каракачанов като един вътрешно-политически пиар. Аз лично не го споделям това негово виждане и това негово изказване. А и в България българските политици, тези, които са на власт, смятат, че Република Македония, нейното място е в НАТО и в Европейският съюз. Никой в България за сега не е дал сигнал, че не иска да вижда Скопие в Европейския съюз или в НАТО. Напротив, дори и България винаги го е показвала. Сигурно ще си спомните и българското председателство на Европейският съюз, когато България постави в своя фокус страните от Западните Балкани и по-специално Македония. Знаете, че България
не се намесваше в преговорния процес между Скопие и Атина, именно с тази цел да създаде необходимата атмосфера и необходимия добър тон, за да може да бъде постигнато Преспанското споразумение. Да, Крстев, сепак тие изјави фрлаат една поинаква светлина овде во Македонија и може би мал сомнеш во однос на искреноста на Бугарија во овој процес. Па така некои тука ќе прашаат дали Бугарија преку овој договор за пријателство и добрососедство всушност сака да го наметне своето мислење на Македонија преку еден диктат, да речам, да не употребам некои потешки зборови. Аз не мисля, че има диктат. Историята трябва да бъде оставена на историците. България има стратегически интерес Република Македония да бъде част от НАТО и от Европейския съюз. Ние искаме нашата най-близка балканска съседка да може да върви напред към Европейския съюз. Никой в България не говори, че трябва да бъде спряна Македония. Напротив, целият Европейски съюз, всички демократични държави подпомогнаха демокрацията в Република Македония. В България се говори много негативно за периода на господин Груевски, когато управляваше страната. Знаете и онзи момент, когато господин Бойко Борисов дори не пожела да изпие едно кафе с бившият премиер господин Груевски, което беше ясен сигнал, че България без значение, че Груевски от едно и също политическо семейство в Европа, от Народната партия, дори не го подкрепи, а подкрепи социал-демократа Зоран Заев. Аз винаги съм казвал в България, в моите коментари, че Зоран Заев е най-добрият македонски министър-председател по отношение на България, защото той отвори вратите към България и България се отворя към Македония. Фактът, че в икономиката се постигна твърде много за една година. Увеличи се търговският стокообмен между България и Македония през този период с повече от 15%. Това говори, че договорът между София и Скопие работи много добре. Сега ще бъде открита и първата магистрала, която ще свързва двете страни. Ще има обща среща между двамата премиери на България и Македония. България наистина, това, което аз мога да ви кажа от моите разговори с българските министри и с хората, които правят българската балканска дипломация, България наистина иска да види една искреност в Република Македония. Република Македония в България не се отрича, че тя съществува. Това е факт. България първа призна Република Македония. Напротив, София винаги е искала да има искрени и наистина приятелски отношения. Ако сега не се пречи на двустранните отношения между София и Скопие в този момент, България и Македония имат много общи интереси, икономически, външно-политически на Балканите и в Европейския съюз. Този, който единствено може да спечели от влошаването на българо-македонските отношения, се намира в Белград и в Москва. И ние не трябва да се подаваме на тези техни изявления, тези техни искания. Видяхме, че Ципрас, гръцкият министър-председател, отиде в Москва и на въпрос дали няма да пречи на гръцко-руските отношения ситуацията с изгонените руски дипломати от лятото, големия скандал, който си спомняте. Той каза, че този скандал няма да пречи на гръцко-руските отношения. Ако Гърция е готова да забрави този скандал, защо не се върви именно ние към сближаване, към едно обединяване, но в смисъла на сближаване между България и Македония. Защото ние имаме много общи интереси. Имаме културни, исторически, политически интереси, икономически интереси. Всичко това е онова, което определя въздуха в двустранните отношения между България и Македония. Благодаря. Аз лично съм правил няколко пъти интервю с господин Зоран Заев. Имал съм възможност и с ваши дипломати да разговарям неофициално.
виждам искреност, виждам желание. Забелязвам, че в Македония се променя отношението към България и това ме радва. За мен това е един много важен сигнал, че Република Македония се променя по отношение на България. Благодарам, Крстев. За сега вие останете уште малку на линија, ќе се вклучиме и малку подоцна уште на неколку прашања со вас. Накусу само да парафразирам од она што го кажа Крстев, иако сите се знам дека добро го разбравме, тој вели дека сето ова што се случува сега во Бугарија е плод на една политичка игра на самиот Каракачанов и можеби на тие политичари што сакаат на овој или на оној начин да профитираат пред изборите кои што таму ќе бидат, и тој смета дека не постојат такви ретроградни сили во Бугарија кои што би можеле да му наштетат на договорот, ниту пак понатаму на односите помеѓу Македонија и Бугарија. Напротив, повеќе треба да се фокусираме на она што се случува околу нас и можеби на работите кои што во соседството сакаат на некој начин да придонесат за полоши релации тука на Балканите. Го слушнавме Марковска, Габер, ајде со Габер. Толкувањето е прилично јасно, вака што го слушнавме од господинот Крстев. Па, сигурно дека не е само негово лично мислење, тоа е, ние соработуваме со бугарските дипломати или соработуваме со обичниот народ. Не само што економската соработка рипне, туку и проектите кои што се предвидуваат и веќе почнаа да се реализираат во врска со поврзувањето меѓу двете земји, таму кај што е највеќе застанато железничко поврзување, автопатно поврзување, електродистрибутивните системи и така натаму, зборува дека постои една желба, еден напор да се помине оваа фаза на стагнација која што евентуално беше на политички план и која што се изрази во оние зборови на Бојко Борисов што беа навистина непријатни за било кој премиер во соседство. Затоа велам дека не е случајно што се случува во еден момент кога што и Бугарија има одредени обврски како членка на овие интеграции, да кажам, како Европска унија и НАТО. Така да и таму луѓето се свестуваат дека не може со старата политика. Па дури и кај нас, видете, ние со години, јас сум малце постаро да гледам млади луѓе, ние најсочните вицови беа за Бугарија. Веќе тоа во нашата јавност веќе испарува. Има една желба, значи, за отварање, да се создава една нова клима на Балканот, која што сите ќе не обедини во смисла на интереси. Пред се економските нормално, али и културните интереси, социјалните, изедначување на нивото на живот. Тоа е едината. И луѓето не завршуваат само со оваква изјава, знаете. Дневно се однесуваат на многу попозитивен начин кон соседите. Марковска? Јас исто гледам на излагањето на господинот Крстев како на еден глас на јавноста. Тоа сигурно не е негово собствено мислење, одраз на мислењето и на нивната дипломатија, и на нивните предце на обичниот народ. И можам само да кажам дека во овој момент, па можеби од порано, ако ги тргнеме историските моменти кои не разделувале, ние не сме имале во Бугарија никогаш непријател, туку тоа го правеле тамошните политики и овдешните политики. Се со цел да нема никакви заеднички економски проекти пред се. Мислам да не заборавиме дека имаме сериозни економски релации со соседна Бугарија, дека имаме голем број на млади луѓе кои што студираат таму, дека имаме сериозна трговска размена и дека можеби тоа е иднината на целиот Балкан, иднината на македонско-бугарски. Простете, уште немаме автопат ни железница со Бугарија, што е веројатно прашање за политиката. Да. Заради тоа што замислете вие со една железница ние би биле до Софија само за 2 часа, тоа е малте некако да сте во Македонија. Тоа го изостави нашата политика, изградбата на инфраструктурата, кој што е едно од најсериозните прашања, кој што доколку оваа влада се нафати покрај решавањето на крупните политички проблеми, верувам дека ќе биде запаметена во историјата на Македонија, која што решила значаен дел од политичките, меѓутоа пред се и на инфраструктурните проблеми. Уште едно прашање во овој контекст. Доколку делови од бугарските политички на овој начин се обидуваат да го обструираат договорот или да покажат некаков свој
свој елемент во целиот тој договор. Што може утре да ни се случи со Грција? Тоа е можеби второто прашање што сега се поставува, кој што е многу покомплициран договор, кој што има многу повеќе елементи во себе, кои што можат понатаму да значат тешкоти и во примената, а и во однос на она што се вели приближување кон НАТО и Европската унија, особено кон Европската унија. Ќе почнам повторно со Габриел, бидејќи вие сте член на таа комисија, односно председател на комисијата, што со Грција треба да го спроведува договорот. Мислите дека нема да има и утре кога, например, дефинитивно ќе се ратификува во нивниот парламент, нема да има спротивставени мислења? И таму, па дури кај нас, ќе има. Проблемот е само да се влезе во тој колосек, во тој прогресивен, да кажеме, напор, да се постигне нешто што до вчера го немало и што не враќало назад. Особено нас. Ако ние успееме да влеземе во тој процес, да кажам дефинитивно, и да ги почнеме преговорите со Европската унија, односно да имаме една солидна позиција во НАТО, каде би биле равноправни, секако дека таму иде прстот горе или прстот доле, нели? Ние би биле навистина многу поинаква позиција и ја мислам дека тоа би влијало на целиот регион. Бидејќи овој наш договор во Преспа, што го викаме ние, одскокнува, по мое, да кажам, на ниво на дипломатија, на ниво на меѓудржавни односи, одскокнува од оној договорот со Бугарија. Затоа што се решава еден отворен спор кој што на меѓународен план го поставија двете резолуции на Обединетите нации. Значи, имаме вмешување на меѓународната сцена, значи на меѓународните органи во еден билатерален спор. Ние со овој договор меѓународниот дел го ставаме малце по страна, велиме дека ќе престанат да важат и на еден солиден, на еден цивилизиран начин се обидуваме да го решиме билатералниот спор. Да не создадеме услови повторно меѓународната заедница да ни се меша во билатералните односи. Остава ли договорот доволно простор за идни утре ретроградни сили во Грција да ја блокираат повторно Македонија на патот кон ЕУ? Не ќе може да се блокира ако тој помине во ова како што е предвидено. Разбирате, веќе влегуваме во нова фаза, каде што резолуциите одат на страна, разбирате, завршува 95-та година нашата времена спогодба и влегуваме во еден сосем, да кажам, помирен период, каде што и тие сили ќе губат сила. Тие нема да имаат можност, ако се, ево видите, се планира брза железница 300 км и толку на саат Атина-Будимпешта. Белград-Будимпешта веќе почна да градат. Не може ако не помине преку Македонија. Огромни средства се предвидува. Извлекувам само еден елемент, сакам да кажам колку им е потребно да се општествата на овој простор да се обединат и да ја гледаат својата перспектива. Така да, такви личности, повторно ќе кажам, ќе има, затоа што политиката подразбира разни струи, разни мислења. Демократијата не може да сведете на диктатура на едно мислење. Ме разбирате? Но да им се одземе зборот во смисла на конкретни резултати и подобрување на стандардот на луѓето кои што живеат на овој простор, ништо друго. Да, Ѓорѓиев? Јас малку би погледнал од наш аспект, не како Бугарија или Грција ќе се однесуваат. Многу е важно како и Република Македонија ќе се однесува. Бидејќи се чувствува дека тука постои една несигурност, една исплашеност во Република Македонија, што ако бугарите направат тоа, што ако грците направат тоа. Ние мора да влеземе искрено и честно во и со Бугарија и со Грција, не да се плашиме што ќе се случи, туку да бидеме искрени и честни во нашите намери и на тој начин да им покажеме и на нив дека нема задни игри, дека од тоа во крајна линија најмногу зависи нашата иднина, на Република Македонија. Република Македонија е во најнезавидна ситуација во однос и на Бугарија и на Грција. Затоа ние мора овде меѓу нас самите да расчистиме некои дилеми што постојат, некои поголеми несогласувања меѓу политичките партии, па и таа поларизираност кај народ да се надмине. Тоа е многу важно. Кај нас да сватат луѓе дека кога ние ако влеземе во тие институции како што е НАТО, ако почнеме преговори со Европска унија, ние ќе седнеме на иста маса со Бугарија и со Грција. Ние нема да видиме во чекална, туку ќе седнеме со нив и за сите проблеми ние рамноправно ќе дискутираме со нив. И тоа е многу важно. Важно е, например, и тоа во однос на грчките учебници, дека грчките деца за прв пат ќе учат дека тука на север постои друг народ.
Постои народ кој се нарекува македонски народ, кој има своја држава. Ние всушност до сега не постоиме во тие учебници таму. Луѓето, поголем дел од грци не знаат дека овде постоела посебна држава 30 години. Некои мислат дека се уште Југославија или Србија постои горе. Тоа е многу важно, да станеме субјект кој на рамноправна нога ќе разговара со нив. И потоа се ќе биде полесно. Затоа мора да се издржи тоа. По мене, јас не гледам друг некој пат, освен кој што е тргнато да се издржи и да се дојде до целта. Овој регион има една перспектива, дека е отворен патот за поширока перспектива и колку Македонија може да одигра тука една добра улога? Мисля, че това, което се случва между Косово и Сърбия в момента не дава особена перспектива за развитието на региона в позитивна степен. Виждате всички тези приказки за размяната на територии, за Северно Косово, което трябва да бъде в някакъв план отделено от останалата част на Косово, или пък Прешево и Медведжа да бъдат присъединени към Косово от друга страна, създава напрежение в нашия регион. Да не говорим за Босна и Херцеговина, където все още не е ясно какво ще бъде поведението на Милорад Додик, който знаем, че е доста радикален сръбски лидер. Ролята на Русия в Босна и Херцеговина въобще не е за подценяване. От една страна, от друга Сърбия. Да не забравяме тук и Турция в този контекст, когато говорим за ставащото в Босна. Но мене специално ме плаши онова, което ще се случва за напред между Прищина и Белград, защото нерешаването на този въпрос, втвърдяването на Белград и неговата позиция от една страна, от друга страна налагането на мита от страна на Косово спрямо сръбските стоки, показва колко непредвидим може да бъде региона на Западните Балкани. И затова много искам тук да стане ясно, че затова България иска Република Македония да е стабилна. В България никой от моите колеги анализатори, хора, които се занимават с политическите процеси в Западните Балкани, никой не иска да види Република Македония нестабилна. Напротив, България винаги, и то по-специално и сега, последните 12 месеца, дори и малко по-назад в времето, винаги е искала Република Македония да бъде стабилна държава, а не да бъде монета, с която да се решават други регионални въпроси. Виждаме, че Сърбия от време на време доста рязко се изказва по отношение на Република Македония, което в България не се така чете много добре този сръбски тон по отношение на Република Македония. И това трябва да бъде една от задачите на българската дипломация. Още по-добре да бъде медиатор между Скопие и Белград. Въпреки че, разбира се, вие имате добри отношения от времето на Югославия, но пък това, което се случи през последната 1 година и половина, показа, че Република Македония трябва да върви по своя път. Случая Живайлевич показа, че Сърбия има свой начин на развитие на процесите в Република Македония, което в България не се харесва. Вие мислите дека политичките водства во Белград и во Приштина во овој момент се повеќе закана по мирот и политичката стабилност, отколку што се стабилизатори на целата ситуација? Ами лошото е, че аз не виждам те да са стабилизатори. Те са, напротив, в момента имаме и в Приштина, и в Белград ръководители, които искат да решат двата национални въпроса. Косовския албански въпрос и сръбският въпрос в Косово, което е много лошо. Това не води до никъде. Аз съм бил и в Косово, и в Сърбия по време на военната операция на НАТО през 1999 година. Бях и в Република Македония тогава, да ви кажа. И си спомням много добре тези събития. Време е и Сърбия, и Косово наистина да намерят един модус на своите отношения. Да, трудно е, да, не е лесно,
но пък за сметка на това бъдещето е именно на лидерите. Лидерите са тези, които трябва да направят голямата крачка, големия период напред в развитието на регионалните отношения. Иначе ние тук в България не виждаме добър период за развитие на Западните Балкани. България направи много по време на своето европредседателство за това да събере на една среща и Хашим Тачи, и Вучич, президента на Сърбия. И това се случи. Но лошото е, че диалога между Белград и Прищина в момента е поставен в хладилника. Господин Крстев, ви благодарам. За сега, доколку сакате повторно се разбира подоцна, ќе може да се вклучите. Само да парафразирам, значи господин Крстев смета дека односите меѓу Белград и Приштина се на еден начин закана за целокупната политичка стабилност во регионот, а со тоа и врз Македонија и од таму е многу значајно и Македонија побрзо да си го најде својот пат и кон НАТО и кон Европската Унија, за да не трпиме консеквенции од она што сега се случува, можеби и подоцна ќе се случува северно од нас, помеѓу Белград и Приштина, а се разбира тука и прашањето на Босна и Херцеговина, каде што националистичките, да речеме, и ретроградни сили се уште ја влечат земјата надолу. Во секој случај, вели тој, Бугарија сака стабилна Македонија и се ќе направи за да овој регион и Македонија конкретно бидат што постабилни. Истото прашање во однос на она што се случува северно, и тука се испреплетени многу и историски, и културолошки, и образовни моменти, и претпоставувам дека е многу комплицирано да се најде лесен пат за тоа што се случува и во моментов меѓу Србија и Косово, но и до една заедничка иднина и перспектива, можеби, кон НАТО и Европска Унија. Да, тоа е исто, може би, најкомплицираното прашање во овој момент тука на потесниот Балкан, затоа што е многу оптеретено и со минато, и со тешки хипотеки од минатото, а во исто време и со отсутство на желба да се надминат тие ситуации, да има една поинаков пристап на проблемот и во Приштина и во Белград. И навистина, во овој момент е многу тешко да се каже како ќе се одвива понатаму ситуацијата на Косово. Јас не сум некој аналитичар, меѓутоа, од она колку што пратам, мислам дека во овој момент нема нешто, некоја светла перспектива во блиски дни да ќе се помрдне. Напротив, може да се случи само да се уште повеќе заострат односите. Така да, доколку не се промени пристапот кон проблемот и гледањето на тој проблем во Косово и во Приштина од некоја идна перспектива, тогаш ако постојано се гледа наназад, тогаш тешко дека ќе има помрднување на позициите. Марковска? Видете, за мене е многу значајно што Преспанскиот договор и договорот за пријателство и добрососедство со Бугарија добија широка политичка поддршка од целокупната меѓународна јавност и да не заборавиме колку се голем број на влијателни политичари, посебно од Европската Унија, ја посетија Македонија, давајќи ја својата непосредна поддршка и желба и помош да на овие прашања се гледа од перспективен аспект. Така да сите оние ситни проблеми или можеби покрупни кои што би наишле при реализацијата на овој проект, било во сферата на отчебникарскиот дел или во сферата на она што го работи господинот Габер, јас не сметам на некое непосредно, меѓутоа можеби посредно влијание кое што би имало значење со по дипломатски пат се разбира и голема помош која што би во овој момент би значила на Македонија внатре во Република Македонија. Да не заборавиме дека никој не може ништо полошо да ни направи отколку што можеме ние самите да си направиме. Пред се со односот на силите, мислам на опозицијата и на позицијата. Господинот Каракачанов е една сосема мала сила од аспект на број на пратеници во Бугарија, меѓутоа доколку на оваа изјава се налепи нашата
најголема опозициона партија, тоа е ВМРО-ДПМН, на која што ја се уште припаѓам, и на неја гледа како на сериозен аспект за освојување на политички поени и пред нашите председателски избори, тоа веќе би представувало проблем и поларизација на односите во Република Македонија. Затоа што веќе ние не гледаме напред, туку гледаме колку полошо, толку подобро за политичките елити, односно во случајот за политичката елита. Значи, тој проблем во Македонија би постоел, доколку на ваквите инцидентни прашања, кои што верувам дека ќе постојат и кои што ќе бидат можеби од помален и помал или поголем калибар, сепак се влијае на разговорите со опозицијата во Македонија, која во овој момент е голема и која што не смее да се радикализира по ниту едно прашање, ако навистина искрено го бара членството на Република Македонија во Европската унија и НАТО. Благодарам. Да дадеме простор малку на публиката, на нашите студенти. И многу би сакале да ги чуеме нивните мисли. Само да го свртам малце, овие два договори на Македонија со Бугарија и со Грција, може би раѓаат баш овакви изјави како Каракачанов или да нечам Кумуцакос и слични. Затоа што добивате нешто што до вчера не е добиено во вашето соседство. Добивате еден друг квалитет. Ево да кажеме дека не е квалитет, али сепак добивате нешто сосем друго што на некои ретроградни сили, односно сили кои се борат за власт, зависно од својата идеологија, својата историја, својата култура, генерално земено, тие сакаат да дадат на власт. Секоја политичка партија сака да даде на власт. Зашто? Да го дели буџетот. Да сме јасно. Во тој контекст, значи борбата за власт, ова им го нарушува тој комодитет да со флоскули, со изјави националистички да влијаат на масите да добијат гласови. И тука прекинувам. Благодарам. Тука одиме на куса пауза за реклами, па се враќаме со прашањата од студентите. 24 отворено, по паузата се враќаме во студиото, разговараме за договорите со Грција, со Бугарија, за она што деневи се случуваше, нараснатата тензија меѓу на овие две соседски држави кон Македонија од изјавите на нивните политичари. Ова е време за студентите. Ќе молам, почнува Добра Никола. вечер. Јас сум Цветковски Никола, студент на политички науки на правниот факултет Јустинијан. Сакам да упатам едно прашање кон господинот што доаѓа од комисијата за помеѓу Бугарија и Македонија. Македонската комунистка и прва жена партизан Невена Ѓоргиева Дуна загинала во судар со бугарската полиција во 1942. Ја отсекле главата и ја набиле на кол и така ја шетале низ велешките села за да го заплашат востанатиот народ. Кажете ми, децата кои одат во училиштата кои што го носат незиното име, ќе го учат ли ваквиот факт? Тоа е факт и не можат да се избришат фактите, апсолутно. Апсолутно дека ќе се учат. Меѓутоа, кога ќе се збори за тој настан, не може целата вина да се префарли на бугарскиот народ и кај деца да се развива чувство дека целиот бугарски народ го направи ова и целиот бугарски народ е непријател на нашиот народ. Значи, мора да се направи разлика меѓу една идеологија, па дури понекогаш и меѓу еден човек и народ. Не можат сите германци да се обвинат за нацизам. Значи, исти и тука случај. Да, го направиле тоа. И тоа не може да се избриши и ние да не го кажеме на нашите генерации. Меѓутоа, начинот на кој ќе се каже е многу важен. Затоа и се и тие комисии, доколку постои тоа за Невена Дуња во учебниците, да се каже на начин кој нема да создаде негативни чувства кај младите деца и да кажат бугарите се страшни, бугарите се вакви и они ни се непријатели на нас и обратно. И во бугарските учебници или во било која држава, наративите мора да бидат многу внимателни кога се работи со најмладите генерации. И мајки предвид дека се работи за факт, како вие би го, како би ги измениле наративите со цел да не предизвикува непријателски односи? Добро, тоа е сега веќе работа која треба да трае подолго. Не можеме ние сега веднаш да кажеме јас вака би го напишал. Кога се работат комисиите, кога ќе запнат на вакви некои моменти, се даваат повеќе предлози од двете страни и потоа тие предлози постепено се ускладуваат, се дополнуваат, додека не се дојде до еден умерен, релаксиран приказ на настанот. Ве благодарам.
Добро вечер, јас сум Демиров Руфат, студент на политички студии на Јустинијан I. Сакам да ја прашам господјата Марковска едно прашање. Знаете секогаш кога се случуваат некои спорови помеѓу две држави, тука клучна улога играат перцепциите што едните ги имаат за другите, односно перцепцијата дека другиот ни е непријател. Дали ваквите различни толкувања на овој договор ќе ги влошат тие перцепции што ги имаме едни за други, или пак сметате дека можеби и не? И дали во вакви моменти кога би постоеле вакви перцепции, меѓународната организација би имала клучна улога во намалување на тензиите? Благодарам. Па видите, тоа се одредени стереотипи на кои што долго време беа градени сите наши, не само историски учебници, ако сакате и политиките на одредени држави, дека едниот е окупатор, а другиот представува жртва. За жал, и во сегашноста, а уште повеќе во минатото, сигурно не биле така, сигурно не биле работите црно-бели, туку постоеле некои одредени нијанси. Она на кое што оваа влада, верувам и јас, па еве и сите оние кои што ќе ги пишуваат новите учебници, кои што ќе прават нови политики, е да размислуваме како европски граѓани кои што на минатото ќе гледаат како на нешто кое што било и завршило, кое што можеби имало последици по едниот, по другиот, по третиот народ или и по целиот Балкан, меѓутоа не на нешто на кое што еве претходно беше зборувано дека треба да се мразиме заради тоа. Тоа биле одредени поедини настани кои се случиле во одреден историски контекст и во одредено историско време. Во овој период веќе ние немаме повеќе проблеми. Ние сакаме да видиме обединети европски држави или Европска унија која што ќе воспостави нови правила на ново движење на граѓаните, посебно на вас младите, во кој што нема ниту бојата, ниту националноста, ниту одредени верски предрасуди кои што порано постоеле, сега да бидат предмет на одредени толкувања. Сите ние сме исти, со одредени улоги и различни, меѓутоа различностите треба да се привлекуваат и почитуваат, а не тие да бидат предмет на одредени толкувања и на омрази. Благодарам и на прашањето. Благодарам. Добро вечер на сите и од мене. Ви благодарам што сте вие исто толку отворени, што оваа реторика на отвореност ја ширевте за овие прашања кои што секогаш се националистички. И би сакал да искористам покрај другото и мојата магистратура од Софискиот универзитет да испратам едно прашање, ако може, до одсутниот панелист вечерва, физички одсутниот панелист вечерва. Да, господинот Крстев, се надевам дека не слуша. Ќе ве молам. Чувам ви добре. Да, повелете. Добро вечер, господине Крстев. Кажавте дека Белград се испречува помеѓу договорот на Софија и Скопје. Би можеле ли да објасните повеќе што мислевте по тоа? Ами, това, което мога да кажа е, че Белград не е особено щастлив от подобряването на отношенията между София и Скопие. В Белград виждаме засилване на руското влияние. Знаете политиката на Русия към Македония каква е. В Гърция видяхте какъв беше големия скандал с изгонването на няколко руски дипломати, които пречат на постигането на договор между Гърция и Република Македония. Виждате какъв е цялостния контекст на поведението на Москва на Балканите и Белград е един от най-големите проводници на руската политика в нашия регион. Не знам дали това е добре, дали това се харесва и в самия Белград на обикновените сърби, но е факт, че че Белград се превъоръжава и с руски системи за въоръжение. Факт е, че Белград гледа към посещението на Путин в Белград по много така интересен начин. Виждате няколко пъти сръбския председател, че беше в Москва. Всичко това говори за хода на сръбско-руските отношения, но Сърбия не е особено щастлива от подобряването на отношенията между София и Скопие и се опитва по
къде по-видимо, къде по-невидимо, да създава напрежение между нас. Тези, които в България говорят, че се губи идентичност по отношение на Република Македония, тези, които са толкова големи националисти, всъщност не играят, хайде така да го кажа по-свободно, не играят българската игра. Напротив, България в момента е много по-отворена, по-готова да бъде приятел наистина на Република Македония. Освободена е от идеологическите натоварвания, за които говорят вашите събеседници. България иска да види страната ви в Европейския съюз и в НАТО, иска да ви види като стабилен и предвидим съсед. Това правителство, което има в момента в Република Македония, е може би едно от най-добрите правителства, които са имали добро отношение към България, което отвори вратата към България. А това е много важно в България. А Сърбия не е особено щастлива, разбира се, от това нещо. Няма да ви връщам много назад в времето, когато един бивш сръбски президент казваше, че между Гърция и Сърбия няма нищо. Мисля, че това е доста увредливо за вас в Република Македония и трябва да виждате по този начин нещата. Ви благодаря много и беше много благороднова и би имало уште едно прашање што следува на ова. Ајде. Значи, сакам да ја поставам повторно таа риторика дека ние сме едно буре барут и дека одиме во правилна насока на Балканот, кон тоа да се помируваме едни со други, да ги смируваме националистичките тензии и се останато. Но мене ми изгледа дека и самиве договори служат повторно како, ако ја проследиме риториката на господинот Крстав, дека повторно служат како една риторика, повторно да се направат бранови. Примерот ми е, ако ние исклучиме договор со Бугарија, Белград ќе е против нас. И така натаму. Дека и самите договори за меѓусоседски односи може би одат на таа неизбежна природа на Балканов, постојано да сме во конфликти без разлика што да правиме. Кој е вашето мислење за тоа? Добро. Па еве, преска рековме тоа, дека овие договори се атипични за балканско однесување, односно за елитите кои што владееле на Балканот. Разбирате, ако веќе ги споменеме, спомна и нашиот гостин од Бугарија, дека купува руско оружје Србија, а води преговори со Европската Унија. Една политика малце која што не можеме да разберем, или поранешните грчки влади ги сервисираат сите воени бродови во своите пристаништа руски, а купуваат американско и француско оружје. Такви политики на некој начин пополека треба да излезат од овој регион. Или ќе бидеме отворени и јасни каде одиме и што сакаме, или ќе тавориме. И Балканот, балканизацијата као термин, ќе си остане во политиката европска и светска. Ние гледаме тоа да се надмине. Ова што се прави со многу ризици. Ова е огромен ризик. Но ветува еден развој не само на Македонија као Македонија, туку развој и на Бугарија, на Грција и на сите наши соседи. Зашто да немаме добри односи со сите? Па и со Белград. Тука минуваме, они минуваат надоле. Поминуваат низ Македонија колку илјади туристи секоја година и немало ни еден инцидент на овој терен. Па нека дојде некој си и шеше или кој сака. Не се случува. Сакам да кажам дека народот си врви по едни други патеки, освен она што го слушаме на телевизија или на радио. Не ја кривам ни телевизијата ни радио, но ги кривам луѓето кои што врз основа на тие проблеми кои што постоеле и кои што сакаат да ги манифестираат како дежурни проблеми во нашите односи, градат кариери и на крајот на кришта повторно ќе кажам, владеат со нас, го трошат нашиот денар и нигде не наводи. Да се надоврзам на ова за тоа што зборувавме, нели дека ќе се навратам на предрасудите и стереотипите што се во нашето општество. И вие кажавте дека вие сте постара генерација, ние сме помали и породно се правеле вицеви на сметка на бугарите. Точно. Тоа значило дека тогаш ние сме во добар однос со србите. И сега одеднаш, ако не сме во добар однос со србите, пак ќе има дел од партиционирање на нашава популација што вели сега сме со бугарите, не сме со србите. Дали гледате можност дека тоа ќе се надмене некако во менталитетот? Овде што постои. Па треба ние, ево и во оваа емисија, и вие младите, ние придонесуваме сите, од политиката до последниот граѓани. Не можеме да речеме дека само крив е министерот за надворешни работи или министерот за одбрана или Каракачанов. Видите што вели господинот кој што е еден таков глас. Ние знаеме историчари кои што исто така кариери граделе на некои прашања непријателски расположени кон соседите.
Но веќе гледаат дека таму не оди светот. Глобализацијата е сосем нови вредности. Почнавте да одите по цел свет, извините, вака, дипломирани наши луѓе кои што се примени на различни универзитети, институции, веќе стануваме светски глобален фактор, сите. И сега ние да останеме овдека заробени, а да не ги направиме овие чекори кои што се навистина храбри, тогаш ние ќе останеме повторно во онаа ситуација да го градиме национализмот во нашиве редови за да се одбраниме од некого. Не оди тоа. Нема каде. Не, ред е. Јас само ќе се надоврзам нова дека политиката на исклучивост мора да престане на Балканот. Мора. И тоа посебно треба да биде протежена младата генерација. Заради тоа што ако се надоврземе на оно што го слушнавме од страна на господинот Крстев, еден бивш премиер, председател на држава, тој е господинот Милошевиќ, кој што зборуваше дека Србија граничи со Грција. Меѓутоа истото во овој момент се случува и со Каракачанов. И ако едни такви луѓе кои живееле во еден историски период се уште ни служат за подкусурување, ние како мала држава Македонија, сепак да не заборавиме дека сме ние многу мала држава во однос на целото наше окружување, треба да одржуваме добри релации со сите. Градењето на договорот со добрососедство и пријателство со Бугарија не е на сметка на соседен Белград, односно на соседна Србија. Ние мора и со Србија да имаме добри релации, заради тоа што тоа оди во прилог на нашата економија и заради тоа што мора да имаме добри и трговски, и економски, и културни, па ако сакате и политички релации. Исто така, тоа што Македонија станува стратегиски членка на Европската унија, не значи дека ние треба да бидеме против Русија, затоа што Русија е една огромна држава, еден огромен потенцијал, земја која што нам и на човештвото воопшто му дала толку голем интелектуален потенцијал на кој што се уште ние му се восхитуваме, значи дека како држава треба да се трудиме да градиме мостови на поврзување, а не да гледаме на политиката како на исклучивост. Добрите односи со Русија значат лоши односи со Америка, односно со Соединетите Американски држави. Ние имаме договор за стратегиско пријателство со Соединетите Американски држави. Тоа уште повеќе не обврзува за тоа дека треба да имаме добри релации со една земја членка на Советот на безбедност, тоа е Русија. Токму заради тоа, како мала држава треба да градиме што повеќе вакви договори за добра меѓусоседска, за пријателство, за договори, за научни размени, за размена на млади, за поедини студиски престои на млади луѓе, во кои што тие стереотипи ќе се надминат и ќе живееме во едно општество во кој што ќе бидеме граѓани на Европа и на светот. Добро. Ѓорѓиев, Марковска и Габри, јас ви благодарам што вечерва бевте дело 24 отворено. Делови можеби расчистивме, делови ќе останат за понатаму од тоа што сега се случува во бугарската политика, но и во грчката и во српската. Секако остануваме на линија. Почитувани студенти, ви благодарам што и вечерва бевте активни. Поздрав и до господинот Крстев, кој во Софија ја следеше оваа дебата. Се надевам дека и од тука можете да извлечете некои заклучоци за тоа како Македонија гледа на овие односи таму во Бугарија? Да, точно така. Наистина за мен беше удоволствие да участвам във вашето предаване. Само исках да кажа едно нещо, ако имам такава възможност. Че аз не съм поставил знак на равенство между господин Каракачанов и господин Милошевич. Те не са еднакви като такива, нека да сме наясно. И в България никой не иска да прави мостове за сметка на разрушаването на други мостове с Белград. Нали? Просто исках само да кажа, че в Белград се усеща една нервност по отношение на сближаването между България и Македония. Иначе, разбира се, всяка държава трябва да се отнася с уважение към своите съседи. Това беше моята теза. Благодарам, господин Крстев. Уште еднаш благодарам. Почитувани гледачи, останете со телевизија 24, следуваат вестите.